Масовни протести на родителите од Македонска Каменица кои инсистираат 350 основци наместо онлайн да посетуваат настава со физичко присуство. Родителите се упорни во нивните тврдења дека Каменичкото основно училиште нема услови за следење на онлайн настава. Раководството на училиштето од друга страна пак е на став дека ќе се почитуваат сите наредби од страна на Министерството за образование и наука и комисиите кои определуваат кои училишта го исполнуваат условот за физичка настава, а кои не. Родителите велат дека не успеале да изнајдат заеднички јазик со локалните власти и со раководството на училиштето, со кое немаат добра комуникација. Беше жално на првиот училишен ден кога дојдоа 90% од децата и ги избркаа од училиштето. Директорката и повика полиција да излезат надвор од училиштето. Училиштето за кого се ако не за децата? Голем број на присутните на протестот изјавија дека немаат никакви просторни или компјутерски можности и дека не се во состојба да се посветат максимално на образовниот процес на нивните деца. Во оваа мала општина основците секојдневно се дружеле надвор од училиштето, па родителите не гледаат смисла на одржување на онлайн настава. Дефинитивно, онлайн настава не може да се држи. Затоа што јас сум сама, тие се во исто оделење, проблем ствара се некој звук, некоја фонија, слаб интернет, нема шанси. Ја лично ќе си кажа за мене, лани успеаваме некако да истераме 2-3 месеца, ама во веќе не може. Со онлайн настава, со платформата, оваа година, дефинитивно мисля дека нема. Многу тешко. Има интернет, нема интернет, слушам како наставничката вели, не се слуша, воопшто не може да функционира тоа. Ништо не може да научат нашите деца со онлайн настава. Треба доволни услови, доволно простори, за да се добро биде во ред. Раководството на ова Каменичко основно училиште настав дека нема можност за преговори, не се во состојба сами да донесат одлуки и дека законот и препораките на Комисијата за здравство дословно мора да се почитуваат. Пандемијата е во подем. Секој ден слушаме бројки се повеќе и повеќе заразени. Но ние како родители сме свесни и подпишавме изјави дека сме одговорни за здравјето на нашето дете. Ако учениците не се групираат овдека, зошто не е затворено и се друго? Зошто конфекцијата под вас има 150 вработени, другата исто така? Зошто кај мене на работа дневно доаѓаат од 100 до 150 луѓе нонстоп? Зошто рудникот со 700 луѓе работи? Зошто општината ја отворија пак кога беше затворена? Родителите сме изложени на многу повеќе присуство и контакти со луѓе, па работиме и функционираме. Децата се истото групирање го имаат на сега и на фудбал кога одат, и на кошарка, и овдека во дворот во игралиштата, и на улицата. Тие се заедно, се групираат. По неуспешните денешни преговори, родителите кои протестираат денес не добија повратен одговор од Министерството за образование. Предпразнично, овој проблем ќе остане нерешен до 13 октомври.